Пред да го изнесам моето излагање, да напоменам дека на сите делегации кои што дојдоа вчера и на сите денешни присутни гости им беа предложени материјали, предлог декларација и предлог заклучоци кои што ќе произлезат од оваа конференција. За таа работа делегациите од соседните земји сношти работеа ревносно, дадоа забелешки и сега во овај момент декларацијата и заклучоците се печатат за да можеме во текот на паузата да ја прочитаме и да ја усвоиме, воедно да ја поделиме и на новинарите. Значи, декларацијата не е однапред подготвена, таа е како предлог дадена и доработена, сабајлево е преработена по желбите на согледувањето на делегациите. За да имаме представа што сте направиле во овие 14 години, јас ќе изнесам само накратко што заклучивме пред 14 години на Попова шапка. Македонскиот народ во неговата вековна борба за национално самостојување, национална афирмација и државност помина низ многу премрежја. Во таа борба како клучни моменти се јавуваат Балканските војни. Со Балканските војни во 12 и 13 година, Букурештскиот мировен договор во август 13 година, територијата на Македонија беше поделена меѓу незините соседи, односно меѓу Србија, Грција и Бугарија и Албанија. Ваквото черечење на македонската територија и македонскиот народ по Првата светска војна беше потврдено и од големите сили преку Версајските систем на мировни договори. Во наредниот период, сите окупатори на Македонија настојуваат да го денационализираат и асимилираат македонскиот народ. При тоа, за тие цели, најчесто беа користени методи на брутална физичка сила и масовни ликвидации, кои на моменти добиваа карактеристики на геноцид. Овие антицивилизацијски политики потикнале континуирано иселување на македонците низ целиот свет и создавање на огромна македонска емиграција. Преку антифашистичката војна на македонците од 1941 до 1945 година, на дел од македонската територија беше формирана македонска национална држава и во неа во наредниот период се развиваше слободен национален живот. За жал, во останатите делови на Македонија континуирано продолжи процесот на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Посебно како период за развој на македонската држава, на Република Македонија, го нагласува периодот од 1991 година наваму како и самостојна единица надвор од рамките на Федеративна Република Југославија. На 30.11.1997 година Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола организира прва конференција за состојбата на правата на малцинствата во соседните земји на Република Македонија со учество на представници на национални малцинства од Република Македонија, Република Албанија, Република Бугарија и Република Грција. На конференцијата се констатира дека во Република Македонија се почитуваат сите национални права на сите национални малцинства и гарантирани со Уставот на Република Македонија. Република Албанија признава мал број на македонци во Мала Преспа и село Врбник, кои имаат право да се декларираат како македонци со образование на мајчин јазик до 4-то одделение. Средното образование е целосно на албански јазик, а македонскиот јазик се изучува со мал фонд на часови. Во регионите на Гора и Голо брдо, како и во градовите Тирана, Драч, Елбасан, Каваја, Либрашт и на други места каде што живеат поголем број на македонци, не им е дозволено да се декларираат како македонци и немаат никакви национални и малцински права. Република Грција не ги признава никакви национални малцински права. Признава само верско малцинство, турско. Македонците во Грција се подложени на сурова асимилација без право на образование на мајчин македонски јазик, без право на пишани и електронски медиуми финансирани од државата. Во оваа држава уште постојат дискриминирачки закони со кои им се забранува репатрирање и признавање на граѓански права на македонците протерани од Грција во 1949 година, враќање на одземените имоти и државјанство само затоа што не се Грци по род. Република Бугарија не признава постоење на национални малцинства на македонците, кои претежно живеат
во Пиринскиот регион не им е дозволено да се школуваат на својот мајчин јазик. Немаат право на организирање во здруженија и политички партии. Ова беа заклучоците донесени на таа конференција и беше испратена една декларација до владите на сите балкански земји, Обединетите нации, Организацијата на безбедност и соработка и Европскиот парламент. Во неа се вели: политиката во балканските земји во однос на националните малцинства треба да биде таква што ќе го отстранува стравот кај мнозинското население на државата во која што живее малцинството, дека под превезот барање национални и малцински права ќе се создадат услови за менување на постоечките државни граници. Националните малцинства да не дозволат да бидат субјект на манипулација и меѓудржавни антагонизми и да не станат причини за мешање на една држава во работите на друга држава. Напротив, тие треба да соработуваат и да ги продлабочуваат врските со сите националности кои живеат во државата. На тој начин тие ќе станат силен фактор за мир, пријателство и соработка во Балканот и Европа. Малцинствата треба да ги искористат позитивните примери од европското искуство за постепено обединување на европските држави со почитување на правата на малцинствата и надминување на национални предрасуди и антагонизми. Да се почитува мултинационалниот и мултикултурниот карактер во балканските држави и да спречат создавање на меѓуетнични тензии. Ги повикуваме балканските држави на надпревар во полето на ширење на човековите права и слободи, правата на малцинства и човекови димензии. Заедничко барање на сите присутни представници од националните малцинства на овие 4 балкански држави е експерти од меѓународната заедница да извршат научно испитување за правата на националните малцинства во балканските земји и да изготват компаративна студија за состојбата на малцинствата. Благодарам. Ова беа заклучоците и декларацијата од 1997 година. Благодарам на доктор Костурски. Сега го повикувам на Собирот да му се обрати магистер Борис Арсков од Советот за радиодифузија на Република Македонија, кој ќе зборува на тема улогата на електронските медиуми за информирање на македонците од соседните земји. Добар ден на сите, почитувани дами и господа. Најпрво би сакал да се заблагодарам на организаторот за моето учество на оваа втора конференција за состојбата на македонското малцинство во соседните земји. Моето излагање денеска е на тема улогата на електронските медиуми во делот на информирање на македонците во соседните земји. Со самиот чин на распаѓање на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија постепено доаѓа до развој на плурализмот во Република Македонија, слободата на говорот, слободата на новинарството, развојот на демократијата согласно Уставот на Република Македонија и меѓународните договори што ги ратификувала и кон кои пристапила Република Македонија, како што се заштитата на интересите на корисниците, поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет, образованието и научниот развој, поттикнување на развојот на творештвото, јазикот и традициите во радиодифузната дејност, унапредување и поттикнување на конкуренцијата и развој на радиодифузната дејност, транспарентност, независност и недискриминација во регулаторните процеси. Така што во 1994 година почнуваат да се отвараат приватните електронски медиуми во Република Македонија покрај веќе постоечката трансформирана македонска радио и телевизија. Информирањето станува дел од секојдневието и доаѓањето до корисна и точна информација станува дел од граѓаните на Република Македонија, со што исто така прераснува во многу честа појава и во 90-тите години. Првите дозволи на национално, регионално и локално ниво во Република Македонија се дадени во 1997 година, кога е и формирано независно регулаторно тело за контрола и регулирање на електронските медиуми со конкретен закон за радиодифузна дејност. Ова независно регулаторно тело за електронски медиуми
Совет за радиодифузија, потоа подоцна учествува во изработката и на сегашниот закон за радиодифузна дејност, кој што беше донесен во 2005 година. Значи, Македонија може со гордост да каже денес дека во неја се постојат 77 телевизии. Во Република Македонија телевизиите имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност на национално ниво, односно на територијата на цела Република Македонија, но истите тие имаат обврска според видот на дозволата која имаат добиено од страна на Советот за радиодифузија и согласно Законот за радиодифузна дејност да емитуваат програма и преку сателит. Всушност, дозволата им е дадена, значи, да емитуваат програма и преку сателит. Исто така, Советот за радиодифузија додели и дозволи за емитување на програма, телевизиска програма и директно преку сателит, односно на 13 електронски медиуми им е дадена дозвола да емитуваат програма преку сателит. Добивањето на ваквиот тип на дозвола овозможува преку определени сателити да се следи програмата на споменатите телевизии од страна на нашите македонци, не само во Егејскиот Пиринскиот дел од од надвор од Македонија, туку и во Република Косово, Република Албанија, Република Србија, така да нашите македонци кои живеат и во другите земји ширум светот, пред се во Европа, Америка и Австралија, да следат македонски програми. И овие типови на дозволи кои што Советот за радиодифузија ги доделува, отвара можност преку самите медиуми да се информираат, значи нашите македонци да се информираат за состојбите и случувањата во Република Македонија, да го негуваат културниот и националниот идентитет. Постојат телевизии регистрирани како информација, значи, и телевизии кои што емитуваат програма на регионално ниво во Република Македонија, и тоа во моментот се 10 такви телевизии. Овие телевизии емитуваат програма само на подрачјето на Скопје, бидејќи со постоечкиот закон за радиодифузна дејност не постојат други регионални поделби на фреквенциите на територија на Република Македонија. И исто така во Република Македонија постојат и телевизии на локално ниво, и тоа се 49. Покрај телевизиите во Република Македонија како електронски медиуми постојат и 80 радија, на кои што Советот за радиодифузија им има доделено дозвола за работа. За жал не располагаме со информација за тоа дали нашите македонци имаат можност да примаат сигнал од споменатите општински локални радија и телевизии, со оглед на фактот што конфигурациите на теренот некаде се рамнински, некаде се планински и некаде овозможуваат прием на сигналот, некаде не овозможуваат прием на сигналот, така да, значи, немаме таква некое истражување кое што би можело да се каже дали нашите македонци во соседството примаат одредени телевизиски или радиопрограми за да можат да се информираат за случувањата во Република Македонија. Исто така немаме информации дали нашите македонци имаат можност да отвараат електронски медиуми во соседните земји согласно нивните постоечки закони и која е и дали постои процедура за отварање на телевизија или радио на македонски јазик во истите тие земји. Само како информација, во Република Македонија постојат и радија и телевизии кои емитуваат програма на албански, на турски, на бошњачки и српски јазик, а исто така постои можност да се отвори и на други јазици, само треба нели да се покаже одреден интерес и да се добие соодветна, да се аплицира и да се добие соодветна дозвола и да се провери дали во тоа подрачје каде што е потребно да се отвори одреден медиум има соодветна слободна фреквенција. Исто така постојат можности да се отворат медиуми и преку кабел, интернет и други медиуми за пренос. И како на крај би кажал само дека со жалење може да се констатира дека само во Република Македонија, според она што јас го истражував лично, од земјите во соседството се почитуваат препораките на европските институции за слободата на говорот, можноста на малцинствата да отвараат медиуми на свој мајчин јазик и да го негуваат културното и националното богатство на матичната земја. Советот за радиодифузија
е отворен за соработка, размена на мислења, давање на совети и препораки на нашите македонци кои живеат во соседните земји и имаат каква таква можност да отворат електронски медиум на мајчин јазик, било да е тоа телевизија или радио. Да овозможи соработка со други електронски медиуми во Република Македонија преку размена на емисии од секаков вид музички програми, документарни програми и така натаму. Советот за радиодифузија, доколку постои можност во новиот закон за електронски медиуми кој е во фаза на припрема, доколку се овозможи, прилика е на располагање да помогне и излезе во пресред и финансиски во определени проекти на оние телевизии и радија кои би имале можност да бидат без никакви пречки отворени и би им се дало можност непречено да работат, било да е тоа во соседните земји или надвор, значи во Европа, Америка и Австралија. Во тој случај ќе се постигне идејата за Европа без граници преку непречена размена на информации од било каков карактер, каде нашите македонци би добивале непречено точни, навремени и корисни информации за пошироката област, за матичната земја и за местото во кое живеат, негувајќи го при тоа својот мајчин македонски јазик, начинот на информирање и култура. Ви благодарам. Благодарам на господин Борис Арсов за неговото долго излагање и го повикувам Јовано Димитриевич да представник на Нино Житов и партијата Нино Житов од Грција. Нино Житов, Слободна Европска алијанса. Почитуван организационен одбор, почитувани представници на влада на Република Македонија, браќа и сестри македонци активисти од ширум Балканот и ширум светот, радосни сме денес што сме дел од овој собир, за да можеме да размениме искуства и да научиме новости од македонци што живеат во други држави. Познато е на тие што ме знаат дека претежно критикувам и не практикувам да се фалам за тоа што правиме ние или сите вие. Туку мислам дека преку критикување учиме повеќе и повеќе унапредуваме. Ќе почнам со состојбата на македонската заедница во Грција. Колку што знаете сите, македонците во Грција не се воопшто признаени во ниедно ниво и така во суштина не постоиме. Не постоje значи изучување на јазик, не постоje електронски медиум, признат и помогнат од Република Грција, не постоje етничко признавање како македонци и единствено нашата организација, нашето движење Виножишто со помош на европски институции, со нивен притисок, успеавме да го регистрираме. Тука треба да нагласам дека македонците во Грција преку нивното движење, преку македонското движење, всушност се дели на три категории, сестри категории, под иста капа. Значи, македонците во Грција се обидуваат да действуваат за остварување на нивните права преку политичко ниво со партијата Виножишто, која што исто така има одел, информативен одел, вестник од Нова Зора и Дом на македонска култура во Лерин како културен дел на ова движење. Да не заборавам тука, би сакал многу големо заблагодарување до Австралискиот македонски комитет за човекови права во Австралија, кој што ни помага сите овие години, како и меѓународното движење за човекови права во Канада, кој што исто така соработуваме на многу тесно ниво и ни помага во сите нивоа. Како Виножишто, како македонци во Грција, сме
радосни бидејќи успеваме на многу добро ниво да соработуваме сите овие години и со македонците во Бугарија и со македонците во Албанија и се надеваме понатаму ќе имаме и многу поблиски контакти, многу подобра соработка и со македонците во Србија, во Хрватска и во останатите држави каде што живеат македонци признаени како малцинство или не. Само треба да разбереме една работа. Дека националните малцинства, без разлика дали се тие македонски малцинства или се други малцинства во сосема трети држави. Значи, националните малцинства припаѓаат на државата каде што живеат. Значи, тие не се продолжеток на мајката држава. Што значи, сите ние треба да притиснуваме нашите права да ги оствариме во државата каде што сме. Што значи, македонците во Грција треба да имат притисок за финансирање и за морално поддржување од Република Грција, а не да очекуваме дека нашата помош ќе биде од Република Македонија. Тоа не важи за сите наши политички бегалци што во време претежно граѓанска војна беа протерани од Република Грција и денес не може да си ги остварат нивните основни права. Тука се работи за друга категорија на луѓе, бидејќи се луѓе што како државјанство припаѓаат на двете држави. Таму не само што за поздравување, туку и многу порано требаше сите влади на Република Македонија да притиснуваат и да помагат, како што се прави денес, за прашањето на политичките бегалци од граѓанска војна во Грција. Едно друго нешто што забележувам секогаш кога ќе се сретнам со македонци активисти ширум светот. Тоа е сваќањето на Европската Унија и на сите европски институции што постојат и можеме да ги искористуваме. Треба сите да разбереме дека Европската Унија не е една хуманитарна организација, што ние ќе седиме тука и ќе очекуваме да не зажали и да ни помогне за остварување на нашите цели. Не. Тоа е една економска заедница, една заедница на држави, што со наше лобирање, наше добро организирање, наша добра направена мрежа, ќе можеме да притиснеме, да лобираме за тие да превземат действија и да ни помогнат за остварување на нашите прашања, на нашите права. Значи, ние не треба, како македонци, било од каде и да доаѓаме, не треба да дискутираме само меѓу нас и да критикуваме, да дискутираме оптимистички или песимистички во наш затворен круг за нашите прашања, туку треба сите заедно како организации да притиснеме, да лобираме, да искористуваме тоа што ни се нуди. За крај, бидејќи многу често се слуша тоа што кажавме и претходно, многу често не прашуваат луѓе од Република Македонија каква помош имате од Република Македонија, од влада на Република Македонија. Македонците во Грција и ние како организација сметаме дека најголема помош за нас од Република Македонија е да биде една перспективна, економска, јака држава и сите заедно да се радуваме со тоа и потоа ќе бидат многу поинакви работите. Бидете македонци.